Активистите на Спас за Валандово реагираат дека Сардич изигрува портпарол на општината и дека се манипулира со населението за да се создаде позитивно мислење за рудникот пред одржување на референдумот на 20 август. Денеска на официјалната веб страница на Сардич осамна мислењето на Министерството за животна средина, кое што било испратено до општина Валандово за да се информираат граѓаните на Казандол, кои поднеле представки за спорни моменти во студијата за оценка на животната средина. Мислењето на Министерството всушност е одбрана на студијата и образложение дека инвеститорот ги предвидел, но и ќе ги менаџира сите потенцијални опасности за кои особено се гласни активистите на иницијативата Спас за Валандово. Во представките на граѓаните се бара толкување на неколку спорни моменти од студијата, меѓу кои мерката за бесплатни здравствени прегледи на населението. Од Министерството објаснуваат дека станува збор за вообичаена стратешка мерка согласно најдобрата меѓународна пракса, како и современите стандарди на меѓународните финансиски институции, кога се во прашање големи индустријски капацитети како рударскиот комплекс Казандол. Овој план според Министерството е проширување на обврските на инвеститорот во однос на неговата обврска, да спроведе мерки за заштита на здравието и безбедноста на населението. Според препораките на Меѓународната финансиска корпорација, инвеститорот треба да врши контрола на здравието на населението во непосредна близина на рудникот, како и на вработените и да се следи нивната здравствена состојба, за да се утврдат евентуални промени во нивното здравје и причините кои довеле до тоа. Според мислењето на Министерството за животна средина, оваа пракса би ја потврдило заложбата на инвеститорот за општествена одговорност и транспарентност, а здравствените прегледи не биле задолжителни туку на доброволна основа. Понатаму Министерството нагласува дека во технолошкиот процес на добивање на катоден бакар нема да се користи цијанид. На официјалната страница на општина Валандово, како и на Facebook страниците на општината и на градоначалникот, овој допис не е објавен.